Господине Костадинов, како го толкувате тоа што председателот на собранието Талат Џафери вели дека не е конституирано собрание, не може да достави допис до шефот на државата и дека не тече рокот за доделување на мандатот? Спомна и вчера председателот на СДСМ господинот Зоран Заев дека за нас секако важен е ставот на председателот на државата кој што вели дека веќе веднаш по конституирање на собранието важат роковите и дека тој на 15-ти ќе треба да го даде мандатот. Така да се држиме на таквите изјави, на таквите ставови и се надеваме дека мандатот ќе биде даден. Денеска на пресот на господинот Мицковски се зборуваше за некаква си идеја за групирање на политички партии по етничка линија. Дали постои таква идеја од СДСМ, затоа што тој коментираше на таква идеја? Поставено беше прашање дека тоа е идеја на председателот Заев. Навистина не би сакале да постои групирање во парламентот на етнички групи, затоа што ако некој во целина го осмислил и го реализирал концептот за едно општество за сите, самото тоа покажува дека намерата е јасна. Да градиме држава, да градиме општество во кое сите ќе бидат еднакви, со еднакви права, но и со еднакви обврски во оваа наша држава заедничка. Јас сум убеден дека после овие избори конечно ќе се стави крај и на етничките партии, затоа што верувам дека една партија може да презентира програма за сите граѓани во државата, односно за сите граѓани во Република Северна Македонија, без разлика на кој етникум припаѓаат, без разлика дали станува збор за македонци, без разлика дали станува збор за албанци, турци, бошњаци, роми и да не ги набројувам сите. Навистина сметам дека СДСМ, начело со Зоран Заев, покажа како се гради едно општество за сите и верувам дека тој концепт ќе има континуитет. Господин Костадинов, дали инсистирањето на Дуи за албанец премиер е главен камен на сопнување во преговорите за составување на нова влада и дали има предлог од нивна страна за ротирачки премиер 3+1 или 1+3, како што деновиве се зборува во јавност? Го разбирам интересот и кај вас новинарите, секако и кај граѓаните по однос на ова прашање, но навистина знаете дека се водат разговори и консултации за составување на парламентарно мнозинство, за коалиција, за влада, која што ќе има 4 годишен полмандат. Во овој момент навистина не би сакал и не би можеле да одговараме на некои детали, така да за секој нов моментум кој што ќе излезе од разговорите, вие медиумите, новинарите, а преку вас граѓаните, ќе бидете навремено известени. Бидејќи нема дополнителни прашања од присутните новинари, ќе ги прочитаме прашањата кои пристигнаа на нашата официјална имейл адреса. Прашање од Сител телевизија. Очигледно дека спорот со Дуј е околу премиер Албанец. Дали ќе прифатите премиер Албанец и дали разгледувате можност, освен Заев, друг да предложите за мандатар? Добро. Мислам дека е јасно. Мандатар е Зоран Заев. Еве, ќе повторам дека во интерес на разговорите кои што се водат, во интерес на консултациите и секако во интерес на обезбедување на парламентарно мнозинство, кое што ќе обезбеди полн 4 годишен мандат, кој ќе функционира во име и за подобро утре на граѓаните, не би можеле во оваа фаза од разговорите да соопштуваме никакви детали. Ќе повторам дека за сите нови детали, за сите нови моменти кои што ќе произлезат од разговорите, ќе бидат навремено известени граѓаните. На слична тема стигнаа прашање и од телевизија Алсат. Дали е постигнат договор помеѓу СДСМ и Дуј за првата година на мандатот премиер да биде Насер Зибери? Кога ќе излезете со став за барањето на Дуј за албанец премиер? За сите нови моменти од разговорите ќе бидат навремено запознаени медиумите, преку медиумите и граѓаните. Ви благодарам.